Општина Росоман денеска прослави 27 години од своето постоење. На свечената седница по повод празникот говореа председателот на Советот на општина Росоман Ристо Јошев и градоначалникот на општината Стојан Николов. Чест ми е да ја отворам 27-та свечена седница на Советот на општина Росоман. 27 години општина Росоман. Росоман мора да ги поздравам поранешните градоначалници и советници на општина Росоман, сите придонеле на свој начин за развој на општината. Да имаш своја општина е голема работа. Мора да ги подсетам помладите генерации што беше Росоман пред да стане општина. Сите улици беа кал, самите граѓани ги сипеа со песок. Затоа чувајте си општината. Сега Росоман со сите села, улиците се асфалтирани, помалите улички се наредени со бетон коцки. Општината и Советот на општина Росоман го поддржува фудбалскиот клуб ФК Росоман на Шумис 3 и погорното друштво Куд Росоман од Росоман, кои не представуваат на повише фестивали низ Европа, низ Србија, Турција, Романија, Хрватска. И на крај, и морам и чест ми да ги пофалам сегашните колеги советници од сите партии кои успеа да донесат тешки одлуки за доброто на сите граѓани на општина Росоман и покрај сите закани и оценување за овие 14 години. Прв пат е донесен планот за вработување во општина Росоман. Ви го честитам денот на општина Росоман. 27 години општина Росоман. Навистина огромна е честа, но и голема е обврската да се биде на чело на ова наша општина и секојдневно напорно да се работи за интересите на секој еден од вас. Општина Росоман е навистина убава општина, која што ја карактеризираат пред се нашите вредни росоманци, односно жители на општина Росоман. Почитувани, доколку денес ја погледнете општина Росоман, ќе видите дека таа забрзано напредува, забрзано се урбанизира. Имаме нови улици, нови патишта, нови паркови, нови хорикултурно, партерно уредени места. Не можам а да не споменам со оглед на тоа дека 2 години од мојот мандат и од мандатот на советниците се поклопува и со денот на општината, а да не кажам што се имаме сработено во изминативе 2 години. Сега ќе набројам поголем дел од тие наши проекти. Реконструирани целосно се улиците Пере Тошев, Гоце Делчев, Илинденска, Партизанска и улицата во Трстеник. Започна и изградбата на улицата Стерио Несторовски. Паралелно на дел од овие улици почнавме да градиме и атмосферска канализација, која што очекувам дека до крајот на нашиот мандат ќе ја ставиме целосно во функција. Потоа целосна промена направивме на уличната расвета и тоа токму од средства на буџетот на општина Росоман. Сега имаме енергетски ефикасни светилки. После 6 години јас како градоначалник и овој совет успеавме да го решиме и проблемот со меѓуопштинскиот превоз со Кавадарци. Денес нашите граѓани може да го користат превозот до Кавадарци. Го се зафативме и со решавање на најгорчливото прашање, а тоа е проблемот со водоснабдувањето. Веќе имаме завршено бунари во Крушевица и во Паликура. Очекувам веќе во наредната година целосно да го решиме и проблемот со водоснабдувањето. Набавивме нова механизација за јавното комунално предпријатие, а очекувам дека до крајот на наредната година ќе ги обезбедиме и дополнително и просториите за истото. Започнавме со реконструкција на нашето култно место, односно местото викано Плочата. Росоман ќе добие целосно нов плоштад. Исто така направивме нов парк покрај Црна река, но и го реконструиравме паркот на улица Гоце Делчев. Изградивме доградба на детската градинка, која што во наредниот период ќе ја пуштиме во употреба. Реконструиравме игралиште во Манастирец, а наскоро ќе бидат поставени и урбана опрема во Манастирец и во Трстеник. Но би сакал тука да спомнам и уште една голема работа која што благодарение на нас успеавме да ја реализираме.
а тоа е исплата на штетите за 2016, 2020, 2021, а до крајот на оваа недела на вашите сметки ќе легнат парите и за 2022 година. Она што ќе следува во наредната година, а за што имаме обезбедено средства, е реконструкција на улица Никола Карев, реконструкција на Зелениот пазар во Росоман, реконструкција на улица Цандо Кузманов, реконструкција на местната заедница што ни е насред село, започнување со изградба на новата населба Душан Чирич во Росоман, уредување на централните подрачја во Манастирец, Сирково и Паликура, изградба на клон градинка во Сирково, изградба на полски патишта во сите населени места, уредување на влезовите во Манастирец и Трстеник, реконструкција на главната улица во Манастирец, изградба на парк во Трстеник, но и она што е посебно важно и зашто сум особено горд, а тоа е од оваа година започнуваме со бесплатен оброк за учениците од 1 до 5, но и униформи бесплатно за сите ученици од 1 до 9 оделение. Морам да кажам дека изминативе години и не беа така лесни, но благодарение на Советот, благодарение на општинската администрација, која што брои 7-8 луѓе, сето ова што го кажав стана реалност и ќе стане реалност. Но благодарение и на одредени поединци, кои што постојано преку различни пријави и кочење на општината сакаа да не застанат на во спортивното, не мотивираа и уште помотивирано ќе продолжиме и во наредните 2 години. Верувајте, општината е во сигурни раце и ќе продолжиме уште поинтензивно да ја градиме и во Росоман и во сите населени места. Да сте живи и здрави, да живее општина Росоман, да живее Македонија. Беа доделени посебни плакети на фирми личности кои придонеле за развојот на општината, и тоа на фирмата Рапид од Куманово и писателот Далибор Трајков. Благодарници добија Црна река Петрол и Методија Глигоров. Награди им беа доделени на учениците Спасенија Димова, Анастасија Видојковиќ и Александра Давитова за континуиран одличен успех, како и на спортистите Надица Димитрова од кикбокс клубот Будо и Дејан Симонов, кој се надпреварува во дисциплината стритлифтинг. Следуваше културно-забавна програма подготвена од учениците од Основното училиште Пере Тошев и членовите на Културно-уметничкото друштво Росоман, културните амбасадори на општина Росоман, секаде каде што настапуваат. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.